Повеќе странски гости. По Охрид, Струга и Дојран. Полека но сигурно на туристичката мапа се враќа и подзаборевената Преспа. Репортажата е на Дијана Ценевска. Ова зад мене е новата плажа во Стење која ќе се гради по современи стандарди. Туристичката сезона овде во Преспа почнува од 1 јули. Некогаш најпосетените песочни плажи на Преспанското езеро го враќаат стариот сјај. Се уридува плажата во Сливница и во Стење. Уште сезонава Стење ќе добие модерна, атрактивна плажа со шанкови и лежалки. Ова е радост и за мештаните. Велат, ова ќе го препороди Стење. Ова е многу убаво што ја направи оваа плажа. Порано немаше ваква плажа, имаше еден дел мал тука, кај што сите гости идеа тука на плажа. Холандските туристи својата тура не сакаа да затворат без да го посетат и овој крај. Прекрасната природа и езерото се магнет за странските гости. Овде сме две групи. Престуваме 6 дена. Ни се допаѓа Стење, се гради и плажата. Денеска водата е малку ладна, но пливавме. Природата е прекрасна. I'm from Holland. Јас сум од Холандија. Дојдов овде за природата, езерото, но и за пеперутките. Едва и чекам да им ги покажам сликите на моите пријатели. А веднаш до плажата единственото мало хотелче ветува многу. Собствениците уште од сега размислуваат за проширување на капацитетите. Ние со текот на годините некаде околу 20% се зголемува број на туристи, а со ова што го гледате позади нас, мислиме дека наредната сезона, ова сезона нема да биде воек, али наредната сезона мислиме дека ќе имаме над 40% поголем број на туристи. Како што гледате, имаме и странски туристи, тие го препознаваат убавото нешто во Преспа. Воздушна бања и прошетка со катамаран гостите може да добијат во хотелот во Тешево. Оние кои биле лани задоволни повторно доаѓаат, велат менаџерите. Во последно време правиме напори да го развиеме туризмот и мислам дека последно сме задоволни од како и да е гости. А има странски туристи? Странски туристи имаме. Еве, веќе денес од Савајле се замине една група од Швајцарија се замина, па денес доаѓа други, сиве денови имаме претежно странски туристи. За изградба на сместувачки капацитет размислува и овој собственик на ресторан кој неколку години го разубавува притор со забавите и храната во неговиот локал. Има гости повеќе од очекуваното. Кој работи во гостителство и кој има желба да просперира понатаму, размислува и на таа опција, така да имаме некои идеи, меѓутоа реализацијата се очекува за скоро време да биде исполнена. Има некои мали проблеми околу тие сместувачки капацитети кои за жал споро ни одат околу решавање на тие имотно-правни односи. Камповите и бунгаловите не се доволни за да се сместат туристите. Хотелиерите велат се бара место повеќе. Годинава сме подготвени за новата сезона, имаме голема најава на гости од Македонија и од надвор на Македонија, така да имаме 30 бунгалови и 12 апартмани, од кои мислам дека годинава ќе се бара и легло плюс. Збогатување на туристичката понуда и развој на земјоделството, Преспа станува се повеќе интересна и за инвеститорите. Економскиот амбиент треба да го намали процентот на одлив на младите, вели градоначалникот Стрезовски. Во моментов се работи на изградба на деталните урбанистички планови. Во моментов се работат детални урбанистички планови за селата, односно на селбите кои што гравитираат околу Преспанското езеро. И со изработката на тие детални урбанистички планови се надевам дека ќе овозможиме и влегување на инвеститори, влегување на инвестиции на брегот на Преспанското езеро. И богатите софри со познатиот преспански крап и циронката надалеку чуени се нераздвоен дел од туристичкото мини. На само 15 километри од овде е оддалечен островот Голем град. За него интересот е голем, велат туристичките работници. Преспа има многу убавини кои што може да ги понуди. Повелете, дојдете.